Dobar den. Ovde со вас е Силвана Павловска од Мелбурн, Австралија. Дали знаевте дека тешкото е 80 пати посилно од морфинот? Е прашањето кое што го поставува Валентина Попова. Да видиме сега што пишува таа за тешкото. Тешкото се разбира е орото, македонското оро, тешкото. Валентина Попова вели: Македонија е единствената земја во светот која има 7-8 такт. Со играње на орото на даден ритам, ние ги креваме вибрациите на земјата и ги лекуваме нашите органи. Секое оро е одговорно за одреден орган, така што не мора да одиме на јога, да се кршиме, да вежбаме и да си ги опуштаме чакрите. Беровката го лекува дебелото црево, драчевката го тонизира срцето и лимфниот систем. Ова оро работи во фреквенцијата на љубовта. Како што знаеме, не држат во постојан здрав. Од вести, болести, катастрофи, од економска криза, постојан здрав од нешто. Така си ја даваме енергијата на темнината. Кога човек ќе почувствува љубов, тој вибрира на 50 херци. 150 е безусловна љубов, например, од мајка кон своето дете. 205 херци е само пожртвувана љубов. Пајдушкото оро ги крева вибрациите на љубовта. Работи таму каде што е лимфниот систем. Тешкото има многу важна функција, бидејќи кога играме, се ослободува ендорфин, која облажува болката и е 80 пати посилен од морфинот. Не треба ништо друго да правиме, освен да свириме, играме и да ги пееме нашите песни. Ни препорачува Валентина Попова. И јас потполно се согласувам со неа. Ората која што таа ги спомнува, драчевката, беровката, посебно пајдушкото оро или пак елено моме. Едни од моите најомилени ора, кои што, благодарение на моите учители, ги научивме многу брзо и ги играме со огромно задоволство. Се надевам дека и вие ги играте. Се гледаме следниот пат. Довидување.